Ова издание. Џо Бајден најавува цврст однос кон Русија и зајакнување на врските со НАТО сојузниците. Новоизбраниот председател со нов предизвик. Како да го задржи единството во Демократската партија. Нова технологија за виртуелна реалност помага во интеракцијата со луѓето кои страдаат од Алцхајмерова болест. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстики. Новоизбраниот председател најави дека ќе заземе цврст став кон автократските лидери како рускиот председател Владимир Путин, но и дека ќе ги зајакне врските со НАТО сојузниците. Пријателскиот однос на председателот Доналд Трамп со рускиот председател Владимир Путин и неговото одбивање да го критикува долго време ги збунуваше наблюдувачите. Мислам дека тоа потекнува од бизнис кариерата на председателот Доналд Трамп и од одредени амбиции кои тој ги имал во 2016-та, кои не беа политички, туку деловни. Речиси нема двосмисленост во врска со пристапот на новоизбраниот председател Џо Бајден, кој вети дека ќе му се спротивстави на Путин и ќе ги поправи врските со НАТО сојузниците за кои смета дека биле оштетени од председателот Трамп. Председателот беше наставил дека сојузниците на НАТО, како Германија, ги искористуваат САД и дека треба повеќе да придонесуваат за својата одбрана. Некои експерти велат дека зборовите на Трамп биле повеќе дестабилизирачки за алијансата отколку неговите постапки. Трамп беше опасен и останува опасен за трансатлантскиот сојуз, повеќе во делот на кредибилноста. Тој за НАТО во кампањата во 2016-та рече дека е застарено. Не презема ништо во врска со ова како председател, но секако го кажа тоа. Европските лидери ја поздравија победата на Бајден, особено Берлин. Германската министерка за одбрана вели дека САД остануваат најважен сојузник за Европа. Без американските нуклеарни и конвенционални способности, Германија и Европа не можат да се заштитат себе си. Ова се отрезнувачки факти. Кога станува збор за американско-руските односи, експертите велат дека Трамп сакал да ги унапреди, но домашната истрага за поврзаноста на неговата кампања со Москва го спречила. Тоа велат аналитичарите не важи и за Бајден. Постоеше длабок сомнеш кај американскиот народ и во Конгресот, и републиканците и демократите имаа сериозен сомнеш за се што Трамп се обидуваше да направи во однос на Русија. Од тука тој речиси ништо не направи во однос на Русија. Бајден може да игра на сосема поинакво поле. Други аналитичари велат дека не очекуваат големи промени на релација Вашингтон-Москва се додека Путин ја предводи Русија. Путин нема голема желба да ги промени своите политики и не мислам дека има многу место за тоа. Не мислам дека некој верува оти е можно ново руско ресетирање. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека Русија продолжува да го нарушува територијалниот интегритет на Грузија и на Украина и продолжува да трупа војска на Крим. Предизвици со кои НАТО и администрацијата на Бајден ќе се соочат во 2021. А Џо Бајден ќе треба да работи на единството во неговата партија. Тој важи за умерен, односно за центрист, па ќе треба да се соочи со прогресивното крило кај демократите. Новоизбраниот председател сепак далеку со недели од Белата куќа, но веќе предизвикан од прогресивните демократи, кои велат дека му помогнале да ги добие изборите. Затоа нашиот следен чекор е да обезбедиме администрацијата на Бајден да го одржи ветувањето за движењето на црните животи, да го одржи ветувањето спрема заедниците и луѓето од работничката класа низ Соединетите Американски држави. Неколкумина прогресивни председателски кандидати се надпреваруваа за демократската номинација порано годинава и понекогаш ја критикуваа партијата. Ние го предизвикуваме целокупниот политички естаблишмент, републикански естаблишмент, демократски естаблишмент. Тоа придонесе за непријатна дебата за вредностите на партијата, што никогаш не беше сосема затворена. Демократската партија е прогресивна партија и прогресивни идеи се популарни идеи, дури и кога многумина на овој подиум не сакаат да признаат. Бајден тврдеше дека може да го премости јазот во партијата, подсетувајќи ги гласачите на неговата историја како подпредседател. Прогресивните ги завршуваат работите. Демократите кои изгубија со номинацијата на Бајден
рекоа дека ја напреднале дискусијата за прогресивните идеи. Ние имаме идеи за кои сега зборуваме, за кои не зборувавме пред една година. 2% даноци за богатите и универзална грижа за децата може да бидат реалност. Но демократите немаа многу ново освоени места во Конгресот, како што се надеваа со ноемвриските избори. А за тие загуби многу умерени ги обвинија прогресивните слогани, како дефинансирање на полицијата. Има многу преиспитување за прогресивното крило да каже навистина ли американците сакаат да одат во таа насока. Ако го погледнете фактот дека демократите не зедоа толку места во Сенатот колку што се надеваа и дека изгубија места во представничкиот дом, ете аргумент дека со прогресивната агенда не се согласуваат толку луѓе колку што прогресивците се надеваат дека се согласуваат. Но Бајден мисли на прогресивните додека го прави транзициониот кабинет. Администрацијата на Бајден, што доаѓа, е многу стратешка и многу внимателна, зашто знае дека треба да го придобие прогресивното крило на партијата. И тие веќе покажаа волја за тоа со некои од раните номинации во администрацијата. Но дури ако Бајден стане партнер со прогресивните по амбициозната легислатива за климатски промени, полициска реформа и здравствена заштита, има мали шанси тоа да помине на Капитол Хил. Маргината е неверојатно тенка, така што мислам дека ќе биде многу тешко за прогресивните што ќе донесат каква било поголема реформа на маса да стане закон. Многумина од прогресивните на председателството на Бајден гледаат како на транзиција и оддалечување од Трамп, со тоа што најголемите можности за промена се некаде во иднината. Нова технологија за виртуелна реалност помага во интеракцијата со пациентите кои страдаат од Алцхаймерова болест. Замислете да имате Алцхаймерова болест или тешкоти со видот или слухот. Овие здравствени предизвици може сега да се доживеат преку виртуелна реалност или VR. Тоа е дел од нашата иднина на старење. Ако може да се видиме како повозрасни луѓе кои ги имаат тие промени, прашање е само на трпение и разбирање, за да се намали стресот или стигмата што доаѓаат со тие промени. Кери Шо ја основала Embodied Labs, компанија која му овозможува на корисник да влезе во светот на постарите за подобро да ја разбере нивната реалност. Искуството вклучува слушање на конфузијата која настанува со губење на помнењето поради Алцхаймерова болест, па до попречување на видот. Мајка и на Шо страдала од Алцхаймерова болест. Таа сфатила дека дури за професионалните медицински лица не било лесно да имаат интеракција со незината мајка. Некои ја третираа како дете и таа можеше да го почувствува тоа. Велеше, не сакам да ме третирате како дете. Компанијата нуди софтвер и хардвер неопходен за искуството на VR, за да им помогне на корисниците да развијат емпатија. Денеска користиме акционен филм, но трансформиран во игра која е интерактивна. Джейми Хана користи ваква технологија за обука на медицински сестри. Таа вели дека искуството со VR за проблеми со очите и помогнало да воочи нешто важно. Кога имате слушалки, гледате од поинаков агол, малку настрана, и тоа сум го забележала кај многу пациенти, но не сум го препознала како повод за да прашам како ви е видот. За сега компанијата Embodied Labs дава услуги само за постарите, бидејќи Шо вели дека е важно VR технологијата да оди паралелно со дискусија за тоа и на враќање на доживеаното, за корисниците искуството да може да го преточат во акција кога ќе треба, како што научиле. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!